Закрепнуваат болните сместени во болницата 8 септември, каде се хоспитализирани 18 пациенти, и во клиничкиот центар, каде има 6 пациенти и 1 во Тетово. Текот на вчерашниот ден е пуштен уште еден пациент на домашно лекување. Во моментот остануваат 18 пациенти. За хоспитализација од тие се 4 во собата за интензивно хируршко лекување. Значително подобрување кај пациентите кои што беа оперативно лекувани од абдоминални повреди, веќе се јавува перисталтика, почнува да се возобновува функцијата на внатрешните органи за варење. Еден од пациентите кој што е на респиратор покажува знаци за будење, меѓутоа се уште е седиран, додека другиот состојбата е не променет. И двајцата се со уредни витални параметри, значи држат тензија, срцева работа, диуреза е во ред. Пациентите кои што се наоѓаат на лекување на одделот за травматологија, може да кажеме дека се сега веќе во една стабилна состојба, скоро се дефинирани сите повреди на висцерални и паренхематозни органи, дефинирана е состојбата, најверојатно нема да изнудат некое дополнително оперативно лекување, останува уште да се санираат повредите на локомоторниот апарат кој што ги имаат овие пациенти. Вогон состојбата е добра, во наредните денови ќе испуштиме поголем број од пациентите и ќе останат само оние кои што имаат потреба од оперативно лекување. Вчера имавте 5 на одделот за интензивна нега, дали веќе во моментот се еден е префрлен на оделение, од тие во моментот се 4, од тие 4 тројца се во подобрена здравствена состојба, само еден пациент е со непроменета состојба. Значи 15 годишното момче се подобрено. Да, денеска веќе е подобро. Од 6 пациенти хоспитализирани на клиничкиот центар во Скопје, 3 се на клиниката за анестезија, реанимација и интензивно лекување Карил. 2 од нив се во стабилна состојба. Пациентот кој е хоспитализиран на клиниката за торакална хирургија и пациентката трудница која се наоѓа на клиниката за гинекологија и акушерство се исто така во стабилна здравствена состојба. Пациентката која се наоѓа во Тетовската болница е во стабилна и добра здравствена состојба. Во сообраќајната несреќа кај селото Ласкарци животот го изгубија 15 пациенти, а над 30 лица потешко и полесно беа повредени. Несреќата се случи кога автобус на Дурмотур полн со патници излета од патот.